Добар ден, следите уште една нова телма амбуланта. Промените во интимната регија се многу почести отколку што мислиме, но поради срамот и стравот многу луѓе доцнат со посета на лекар. Како да препознаеме дали станува збор за безопасна промена или за сексуално преносливи инфекција? Што представуваат гениталните брадавици? Дали можат целосно да се отстранат? Што треба да знаеме за гениталниот херпес? Дали вирусот останува во организмот доживотно? Може ли успешно да се контролира? Зошто инфекцијата со хламидија може да помине незабележително, односно незабележано со години? За сите овие важни теми, кои често остануваат премолчени, денеска разговараме со професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог. Останете на телма. Во денешната телма амбуланта зборуваме за гениталниот херпес и за гениталните брадавици со професор доктор Андре Петров, дерматовенеролог во Аџи Бадем Систина. Професоре, добар ден и добре дојдовте повторно во телма амбуланта. Добар ден, благодарам на поканата, секоја се чувствувам пријатно кај вас. Професоре, кога пациентите ќе забележат промена на кожата во интимната регија, каде треба да се јават? Дали треба на гинеколог, мажите на уролог или пак ке дерматовенеролог? Тоа е првата дилема. Добро, тоа е така, ништо од тоа не е погрешно. Прво, секаде може да се јават, меѓутоа генерално владе едно правило, ако има нешто што е поврзано со дерматит на кожата или со воспаление на околната кожа или со промени на слузницата или на кожата, добро е да се отиде на дерматолог, бидејќи и самите колеги од урологија и од гинекологија, кога има таков некој проблем, ги препраќаат пациентите потоа кај нас. Заради тоа што за многу минаве од гледачите или од луѓето што не знаат, специјалноста дерматовенерологија всушност значи специјално за болести на кожата и за половите органи. Венерологија значи полови болести, сето она што се случува во гениталниот дел. Така да не е ништо погрешно, меѓутоа ако е нешто што е поврзано со симптоми што се видливи на слузницата, значи на гениталните органи, на вагината, на пенисот или на тој околен дел таму во гениталниот дел, и особено ако тоа трае подолго време, добро е да се јават на дерматолог. Така, сега колку често се јавуваат пациенти со вакви промени на лекар? Дали веднаш од кога ги забележат, бараат помош или сепак поради стигмата и срамот чекаат? Различно е. Има и тоа се два, да кажеме, екстреми кои има луѓе кои и на мала некаква промена заради така некое чувство на нелагодност, за страв доаѓаат веднаш. Малте уште истиот ден има луѓе што доаѓаат. И тоа имате исто така луѓе кои тоа им е непријатно, па пробуваат да го занемарат, некој период тоа трае, така да се доаѓа до ситуација да од кога ќе видат дека проблемот не совладлив и не може да го решат, тогаш да се јават на дерматолог, што мислам дека е погрешно, треба со време да дојдат да се јават на дерматолог. А постои се уште таа стигма, срам, непријатност, постои дека се работи за интимна регија? Иако модерните, да кажам, времења, новите генерации на луѓе имаат многу поголема здравствена култура и мислам дека тоа во се помал обем е застапено. Сосема е нормално кога имате одреден проблем да се јавите на доктор да видите, да се проверите како е. Дали секој јадеш или пак израсток во интимната регија значи сексуално пренослива болест? Не, тоа е главната работа за која кога ќе ни ги пратат колегите од гинекологија и од урологија пациентите, кога пациентот објаснува зошто отишол таму, ние велиме да, меѓутоа не е секоја промена сексуално пренослива болест. Односно најчесто не е. Не е најчесто да е, па во мал број на случаи да не е, најчесто не е, заради тоа што има огромен број на болести кои се јавуваат во, кај што гениталниот дел е еден од, да кажам, предилекционите места, една од клучните локализации каде што се јавува таков тип на промени. Тоа може да биде екзема или народски наречено мајасил, може да биде псоријаза, може да биде лихен планус, може да бидат одредени други болести, сега да не лицитирам со диагнози. Значи, голем број на болести наоѓаат своја локализација на гениталните органи
особено возрастната кожа и слузница на гениталите е различна од таа на младиот човек и може да покажува одредени проблеми во вид на сувост, чешање, печење, нешто што пациентот го толкува како инфекција, всушност не е инфекција. Дури имаме случаи кај што луѓето се изложени на повеќекратна употреба на антибиотици, долготрајно мачкаат некои локални стероиди, антибиотици, пијат антимикотици, средства против габи, канестен мачкаат и така натаму, без некој убедлив ефект, заради тоа што тоа не е инфекција и тогаш доаѓаат на доктор и тогаш првпат се соочуваат со сознанието, да кажем, со фактот дека голем дел од промените што се јавуваат таму не се инфекции. Кога станува збор за гениталните брадавици, знаеме дека ги предизвикуваат ХПВ вирусите. Дали секој ХПВ вирус ќе создаде брадавица? Не, прво најчестите типови што ги создаваат се 6 и 11. ХПВ 6 и ХПВ 11 се најчестите типови кои предизвикуваат така наречени кондиломи или генитални брадавици. И тие всушност не се онкогени вируси. Пациентите не треба да стравуваат дека од нив може да им се случи нешто од делот на тие карцином на грло на матка, жените што се плашат, што се прават редовно нели прегледи од страна на колегите гинеколози. Тие се обично други типови 16, 18 кои ги предизвикуваат тие и други така наречени онкогени вируси. Меѓутоа ХПВ има огромен број на субваријанти на вируси кои постојат. Она што е важно е да се знае дека најголем дел од луѓето поминуваат низ ХПВ инфекциите асимптоматски. Заради тоа што се смета дека секој човек што променил барем 1-2 сексуални партнери во животот дека може да биде изложен на ХПВ. Меѓутоа не секаде ХПВ предизвикува клинички манифестации. Тоа се должи на имунитетот спрема вирусот кој слузницата го воспоставува. И заради тоа владее правилото дека тогаш кога ќе се појават такви промени, треба да се третираат. Асимптоматските пациенти не може да ги третирате, бидејќи немате клинички видлива симптоматологија. Но тоа е најчестата причина за посета на дерматовенеролог од овие, да кажам, сексуално преносливи болести. Најчесто е. Има податоци дека, да речеме, во Америка секоја година по 15 милиони нови луѓе имате со ХПВ, кои имаат најпрецизна статистика за оваа работа. Една многу честа работа која не треба да загрижува, бидејќи едноставно се лечи, тогаш кога ќе се јави, треба да се третира. Споминавте дека не секој по контактот со вирусот ќе развие симптоми, односно ќе се развијат гениталните брадавици. Дали тоа значи дека едниот партнер може да го има овој проблем, а другиот не? Може. Можно е, тоа се случува. Вие имате партнери кои имаат, да речеме, нормални односи. Едниот има, другиот нема ХПВ. Она што советуваме да дојдат да се прегледаат ако партнерот нема симптоматологија, тогаш треба да се лекува само оној кој има симптоматологија. И тоа се прави со различни средства со кои ние тоа го третираме и тоа често се случува во секојдневна практика. Обично колку време по заразувањето, по контактот со вирусот, може да се развијат брадавици? Па обично различно е. Тоа може да биде период, не знам, од секој што ние тоа е флексибилен период и често пати пациентите се особено при контакт па ќе дојдат доктора, имав пред 2 дена и пред 3 дена контакти, ми се јави овие промени, тоа толку брзо не се развива, значи може да варира, значи од 1 месец па до неколку месеци тој период, од 3 недели па до неколку месеци. Значи и не е нешто што е исклучено да се јави и после неколку месеци, понекогаш и после подолг период, значи му треба време на вирусот да ја манифестира клиничката слика. Како изгледаат гениталните брадавици? Може различно да изгледаат, меѓутоа она што е важно е дека типична е локализацијата. Клиничката слика исто така е многу типична, обично со клинички преглед се докажуваат, не е потребно да взимате биопсија, не е потребно да правите некои дополнителни испитувања, нема потреба да правите некаква посебна лабораторија. Клинички се поставува дијагнозата, тоа е клинично едноставна процедура и тоа се израстоци кои некогаш може да бидат многу големи,
ние сме имале гигантски кондиломи, огромни, кои да речем може да нараснат и до, не знам, до големина на, не знам, на пинг-понг топче, некојаш и до ниво на тениско топче. Има и мали, сосема мали, дори субклинички мали промени, мали папули кои се од неколку милиметри, кои често пати може да бидат изолирани, а може да бидат и расејани, мултипли, огромен број на промени, и тоа е нешто што треба да се третира. Има протоколи по кои тоа треба да се третира. Потребно се прави типизација да се утврди за кој вирус станува збор? Генерално не се сугерира кога ќе дојде пациент со генитални брадавици веднаш да правиме типизација, меѓутоа тоа може да се направи. Тоа е метода која се прави во генетските лаборатории и е нешто што исто така има ориентациона вредност, но повторувам, оној тип на брадавици кои ги предизвикуваат гениталните брадавици генерално се работи за неонкогени вируси, иако има исклучоци, се разбира. Затоа е добро да се направи типизација кога може, ако нешто упорно се повторува, ако се ова во значителен обем, ако се тоа брадавици кои се рефрактерни на терапија, тогаш правиме скрининг и на други сексуално преносливи болести паралелно. Сето тоа се можности кои може да се искористи. Дали овие брадавици може да се пренесат и на другите делови на телото? Тие се пренесуваат со директен контакт, значи во сите зони на сексуален контакт тие може да се пренесат, да речем во сите слузници имало пациенти кои доаѓаат и со анални кондиломи и со орални кондиломи. Сето тоа се можности кои постојат во медицината и тоа се третира, исто така не треба да ги загрижува. Пациентите има начин како тоа се третира и прилично ефикасно е. На кожата на телото не се пренесува? На кожата на телото има друг тип на брадавици. Тоа е еден друг тип на вирус кој предизвикува веруки, еден друг тип на брадавици или папиломчиња кои се сосема различни од овие и тоа не треба пациентите да го поврзуваат со гениталните брадавици. Нема никаква врска со гениталните брадавици. Како изгледа третманот? Третманот, јас, она што секојаш... Бидејќи знаеме на кожата, се извинувам што прекинав, обично се преминува криотерапија, се замрзнуваат. Па може, ама ретко денес во некој тоа го користи во, да речеме, во овие протоколите кои се за лекување современи, за лекување на брадавици. Она што е идеално како третман и се советува, тоа е комбинација на имунотерапија во облик на крем и на аблација механичка на промените. Кај што денес веќе многу почесто, скоро исклучиво се користат во современите ординации ласери, заради тоа што имаат многу компаративни предности пред криотерапијата, пред смрзнувањето со азот. Заради тоа е нешто што е подобро. Дали е болно отстранувањето на брадавиците? Боли малку, ние ставаме анестезија секојаш во облик на крем, ако има некои големи брадавици кои се навистина, да кажам, доминантни и кај што толку е голема промената што кремот не може да анестезира логично целата, тогаш ние правиме и локална инфилтративна анестезија со лидокаин, кај што се анестезира целата зона за да можете слободно да работите за да пациентот не чувствува болка, дискомфорт. Во суштина пациентот не смее да покажува пресилни знаци на болка и доколку тоа покажува, вие сте должни болката да го обезболите. Колку третмани обично се потребни за да се отстранат брадавиците? Зависи, обично еден. Значи обично еден. Обично наеднаш се тие чистат со ласер. Ако се некои многу големи или широко распространети, тоа долго трае, целата кожа е мацерирана и вие не можете да кажете дека баш сите сте ги поминале. Тогаш јас им советувам да користат имунотерапија, еден крем имиквимод, кој се мачка 2 месеци после ласер. Он обично оди пред, ако се мултипли многу промени, добро е да оди пред ласерската аблација, па потоа резидуите што ќе останат со ласер се чистат, а ако се малку промени, 5-6 промени солитарни, промени или неколку промени, тогаш обично со ласер прво се чистат, па потоа профилактички се дава тој крем имунотерапија за да не се повторат брадавици. Тоа е начинот на кој ние тоа го третираме. Што е доколку тие се јават на некои други делови од телото? Се применува истата постапка, се чистат со ласер, значи користиме различни машини, речеме за гениталии, за предел на вагината и на пенисот или пубичниот дел, обично CO2 ласерот е најдобар и најбрз.
Обично во орална слузница јас го користам ербиум ласерот кој е многу по-софт, по-мек, а слузницата многу е по-осетлива и побрзо реагира на тој ласер, а не предизвикува значајна, да кажам, травма на ткивото, така да може да се користи и тој тип на ласер. Различни методи користиме, меѓутоа генерално се одвива тоа сосема не е некоја метода што долго трае, за брзо време се завршува работа. И секогаш им кажуваме на пациентите, дојдете уште за месец дена уште еднаш да провериме, обично се прави корекција ако некаде остане по некоја, да се тоа доисчисти. И тоа е поставката како се движи целата работа. Се работи за вирус кој има тенденција за повторување. Така. Колку често има рецидиви, односно повторувања? Ке се подсреди проблемот, по известно време ќе падне имунитетот, повторно ќе има? Некаде пола од пациентите се знае да се повторат брадавиците, меѓутоа ако користите вие исправна методологија, да речеме ако ја користите комбинацијата на фракционен ласер и имиквимод во имунотерапијата, тој процент на рецидиви значајно се намалува на некаде 20%, што е значајно помалку од тоа кога вие да речеме би го само третирале со азот или со некоја или отстапувате од овие протоколи, тогаш е логично да очекувате почести рецидиви, меѓутоа рецидивите не се исклучени, дури се најдобро да направите, тоа е работа која зависи од имунитетот на организмот, на слузницата. Подстранувањето како изгледа за заздравувањето со оглед на тоа што се наоѓа во интимната регија, се наоѓаат овие брадавици, што се отстрануваат? Неколку дена има локално црвенило на тие места. Тоа црвенило како мали ранички фаќаат крусти на тие места, кај што е работено, но нема некој голем дискомфорт. После само неколку дена пациентот може да има нормално односи, нормален живот. Така тоа е предноста на ласерот. За разлика да речеме криотерапијата или смрзнувањето со азот што вие го спомнавте, тоа е една стара метода која е многу добра метода, и тоа постои одамна. И на минус 160, минус 170 се смрзнува ткивото, но она што е важно е да се каже дека таа треба се повторува повеќе пати. Значи треба пациентот да ви доаѓа на 2 недели, на 10 дена, да речеме. Некојаш еднаш неделно, меѓутоа генерално се уште симптоматологијата трае од претходната криотерапија и доволно е да се смири малку време да му дајете на пациентот и сега на некој кога ќе му кажете дека треба 5-6 пати да доаѓа, вообичаено пациентите не се решаваат на тоа, се решаваат за метод кој може веднаш да им го реши проблемот. Така побрзи резултати тоа е предност да даде. И второ не прави флеки, ласерот на тоа место не прави флеки. Со азот кога третирате можете да имате хипопигментација, флеки бели на местото кај што сте работеле, така да тоа е транзиторно, ќе помине за неколку месеци или година дена, меѓутоа има луѓе кои тоа не сакаат да го имаат и сакаат тоа да биде сработено на начин кој е многу попрецизен, многу попрактичен и тоа е начинот кој ние го користиме кај нас. Има ли пациенти кои што овој проблем се провлекува со години? Има и такви пациенти. Има и такви пациенти кај кои тој проблем се провлекува подолг период, кај што рецидивира повеќе години, меѓутоа тие се поретки. Морам да кажам дека најголем дел од пациентите проблемот го решаваат. Може уште еднаш да се појави, меѓутоа тука тоа завршува, значи тоа не е судбина што ќе ги прати цел живот. Често пати се мешаат и со друг тип на израстоци од типот на молускум контагиозум вируси и така натаму. Меѓутоа тие се поедноставни за третман затоа што за разлика од ХПВ не рецидивираат, така да кај брадавиците прво точна дијагноза треба да се постави. Има разлика во изгледот на овие брадавици? Има разлика. Молускумот тоа се бели сјајни, внатре се полни со една бела као казеозна една содржина, една густа која всушност ги представува колониите на вирусот, тоа е молускум вирус сосема различен од ХПВ и генерално исто така се пренесува при сексуален контакт, меѓутоа тој може да го имаат и луѓе што да речеме по телото што нема врска со сексуален контакт, кај деца може да се јави така натаму се вирус кој се појавува за разлика од овие ХПВ генитални брадавици поедноставен, понекогаш може и спонтано да помине. Ќе ги вклучиме гледачите. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, можете да поставите прашање во програма кој што се однесува на темата на која што денеска се говори. Исто така тука е гениталниот херпес. Дали тој херпес е сличен или исто херпесот што се јавува, да речеме, на уста? Сличен е, порано се класифицира херпес симплекс, тој не е, значи кај херпес вирусите постои симплекс и постои зостир. Во случајот зборуваме за рецидивантен херпес симплекс,
кој често се јавува на устата, а кај одреден дел на луѓе може да се яви генитално. Некогаш зборувавме за херпес симплекс тип 1, кој се јавува орално, и херпес симплекс тип 2, кој се јавува генитално. Меѓутоа денес тие граници се нарушени, може секаде да се јави било кој од тие два типа на вируси. И таа е работа што треба да се третира, заради тоа што прави особено кога се јавува генитално сериозен дискомфорт кај пациентот, бидејќи се повторува. Сега ако имате пациент кој се повторува еднаш во годината, тоа и не е некој голем проблем. Ако имате пациент кој се повторува повеќе од 10 пати во текот на годината, тогаш е значајно го нарушува неговиот квалитет на живот. Како се манифестира, со какви симптоми се јавува? Тоа се мали како меурчиња, како везикули ние ги нарекуваме стручно, кои се јавуваат на едно црвенило, на една раничка која се јавува во тој предел, некогаш може да бидат на самиот генитален орган, некогаш може да бидат на околината, некогаш може да бидат во непосредна близина локализирани, но во суштина тие проаѓаат после известен период, но за тој период додека ги има пациентот го пече, го боли, не може да има сексуален однос заради тоа што прво го боли, втора може да го пренесе на партнерот, додека има активна болест и треба да се третира. Дали се пренесува само додека е активна болеста или пациентот кој што веќе бил заразен со ваков генитален херпес може да го пренесе вирусот по сексуален пат и кога болеста е мирна, односно кога нема симптоми? Се смета дека додека е болеста активна, тогаш е најголема вируленција, во тој период е абстиненцијата на што му се советува на пациентот, меѓутоа како иде заштитениот однос со кондом доследен е нешто што се советува кај таквите пациенти да го практикуваат заради заштита на партнерот. Исто така се советуваат и методи на превенција кај пациенти кои тоа е силно, да кажам, стресно и го пореметува животот, типот на долготрајна антивирусна терапија. Нема стандардизирани протоколи, но она што најчесто во Америка се препишува тоа е Valtrex, валцикловир, кој кај нас се наоѓа понекогаш по аптеките и наместо онаа вообичаена доза што ја даваме при акутна инфекција од 1,5 грам, овде со доза од 500 милиграми во подолг период, некојаш дури и до година дена може да се користи по една таблета, и тоа е логично кај пациент кој повеќе пати во годината има проблем. Целта е да се повторува. Да, кај што се повторува, целта е да се спречат тие рецидиви кои се чести. Споменавте антивирусна терапија, ова е всушност вирусна инфекција. Да. Вирусот со оваа терапија не може да се уништи. Не, па тоа останува доживотно во телото? Да, херпес симплекс вирусот тој практично живее во организмот. Значи, тоа се вируси кои се реактивираат под дејство на одреден провоцирачки фактор. Како што е да речеме лабијалниот на уста херпес. Ви имате пациент што го има и наеднаш му се поновува после некое време. Зошто му се поновува? И тој ќе ви каже: бев на сонце, на скијање, или имав интензивен стрес, или поврзано со циклусот кај жените може да се активира. Значи бројни фактори може тоа да го активираат, но тоа е нешто што пациентите го знаат и се трудат тоа да го минимизираат. Како се смирува оној непријатен јадеж и болка откако ќе се појави гениталниот херпес? Има локални препарати во видот на, да речеме, тоа се различни антисептици кои ги даваме и антивирусни кремови. Најдобар препарат кој тука го има и е прилично едноставен за апликација, ацикловир кремот, кој се советува на секој 2 часа малтене кога може пациентот да го употребува, додека не се смират симптомите, а се разбира може да користи и таблети. Може тоа да биде ацикловир 5 пати на ден таблети, или може да биде валцикловир, ако го најдат кој го спомнав, кој се смета за нешто поефикасен во третманот, меѓутоа и ацикловирот ќе заврши работа при акутна ерупција, нема проблем. Може, ако е толку интензивно изразено, може да го земат. Ако е некоја мала промена на страна од гениталните органи, може и со крем само да поминат без да пијат таблетки. А пожелно е да се земат таблети за да се спречи развојот на вирусот? Тоа е дебата и во стручната јавност е тоа дебата која постои, меѓутоа нема стандардизиран протокол за превенција, за профилакса, но она што се повеќе се предлага е тоа што пред малку го споменав, долготрајна употреба на помала доза на одредено антивирусно средство кое може да влијае на некој начин да се
симптоматологијата Ублажи или се стави под контрола? Да. Значи зборуваме за состојба која што се става под контрола. Да. Што е со жените кои што имаат генитален херпес, а сакаат да се реализираат во мајчинството? Дали тие ќе смеат да имаат спонтано породување? Апсолутно, тие може да треба да се избегне тоа да биде при акутна, да кажем, не е дозволено. Тоа гинеколозите што ги водат подобро ке од мене го објаснат, не е дозволено во тек на акутна инфекција. Меѓутоа тоа е нешто што сосема нормално се одвива и нема причина. Кај пациент кој што во моментот нема симптоматологија, тоа не значи ништо заради тоа што он ги има антителата на вирусот во себе и самиот вирус, така да не може да во тој период кога е акутна инфекцијата е јасно дека таму не би требало тоа да се направи, меѓутоа без симптоматологија може да го водат со најнормален пород гинеколозите. Што е за пациентите потешко? Дали физичките промени што ги чувствуваат кога имаат генитален херпес или пак генитални брадавици или пак психолошкиот оној страф и стрес на партнерот да не му е пренесат болеста? И едното и другото морам да ви кажам. Едното и другото. Едното е самиот стрес кој силно вознемирувачки, тоа прави сериозен дискомфорт кај пациентите. Кога разговарате со нив, тоа им доаѓа преку глава. Сензитивен дел е, незгодна зона, имаат проблем, да кажем, во секојдневното живење. Од друга страна, сепак срамот, чувството пред партнерот дека нешто не е во ред, исто така нешто што им представува проблем. И треба разговор со луѓето, треба да се позборува, да им се објасни дека постојат начини како тоа да се редуцира, како да се намали на нешто што е сосема ретко и што нема да го пореметува нивниот секојдневен живот, и тоа е работа која сте должни на пациентот да му ја објасните. Има работи како ХПВ-то кај што зборувавме, кај што не треба многу објаснување, кај што кога ќе го тргнете проблемот, пациентот е задоволен, може и никош да не се појави и знае дека тоа е така. Кај гениталниот херпес бара зборување, бара објаснување, не постои начин на брза елиминација на вирусот и треба да се следат овие современи протоколи кои може да се дават. Дали и партнерот треба да му каже дека има на својот партнер задолжително генитален херпес? Задолжително треба да го информирате партнерот, заради тоа што тоа е нешто што може да се силно заразно е? Да, може да се пренесе, да. Тоа е кога е во активна фаза, кога е во акутна фаза може да се пренесе. Ќе ги вклучиме гледачите. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Едно прашање, поздрав до лекарот и до вас. Имам едно прашање. Обично во почетокот на пролета ми се јавуваат на гениталите на усницата израстоци некои. Меѓутоа не би рекла дека се брадавица нити херпес. Користам канестен, мачкам тоа делче, тоа само на едниот дел од усницата, да речам на левата страна, и со канестен ми се регулира. Не сум била на лекар до сега, меѓутоа го решавам тоа. Али тоа се случува почетокот на пролета со некое прво печење и после така ситни израстоци, не многу, 2-3 најмногу, тока не се мачка ми се решава. Дали е тоа во ред? Така. Докторе, да немате уште некој прашање? Да, вака сега по описот не можам нешто посебно да потпрашам, меѓутоа она што Ви благодарам за вклучувањето. Она што вака на прво ми изгледа, ако се неколку ситни израстоци, тогаш тоа не е за канестен, заради тоа што канестенот е антимикотик, тој се за габични инфекции. Често пати тој знае да помогне, пациентите често го употребуваат, тој е лек кој ете така сме навикнале да го лесно се посегнува по него така. Да го потребуваме и ќе ми кажат некојаш евидентно е дека нема габична инфекција, а проблемот поминува. Како тоа поминува? Поминува на два начина. Прво, подлогата му е таква да таа самата подлога, значи базата која е прилично хидрирачка масна, може да на некој начин сувата слузница која е оштетена да ја исхидрира и на тој начин он делува малте како хидратантен крем кога го употребуваат и заради тоа се чувствуваат подобро. И втората работа е заради тоа што таму има сапрофит на кандида секогаш во гениталниот дел и веројатно
тој е ерадицирало дел и на тој начин помага, меѓутоа мој совет е сепак да не се импровизира, ако прошло супер, ако не проаѓа да се јават на доктор. А може ли, доколку себе генитални брадавички, тие да поминат сами од себе, без интервенција? Гениталните брадавици они тешко поминуваат сами од себе. Молускум контагиозум, ако се таков тип на брадавици, тие може спонтано да поминат. Така, да го вклучим и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас имам неколку прашања. Прво прашање е, на десниот образ имам една мала, да ја наречам бенгичка, како просено зрно, ама многу се плашам од неа. Тоа е едно. После имам хроничен лихен симплекс во уваја. И на левата града имам кератоза. Така. Што се овие работи? Опасни и неопасни, ќе се претворат во нешто, ќе останат така, лекови? А сте биле на лекар? Преглед се направиле за тоа на образот што ве мачи? Да, сум била на лекар и е констатирано за кератозата, за лихенот, а за ова што ми е на лице, тоа просено зрнце, не сум била. Така, добро. Професоре, да имате уште некој прашање или тоа е се? Ви благодарам за вклучувањето. Тој лихен што се јавува на слузницата е честа работа, на вагиналната слузница, значи резултат на промените што ги трпи таа со текот на времето, на генетската конституција, на хормоналните влијанија кај жените. И обично тој значи со текот на времето прогредира, затоа таа слузница треба да се одржува, да се негува, да се употребуваат одреден тип на емолиенти, на кремови кои навлажнувачи на тој дел, исто така треба да се користат и одредени препарати противвоспалителни. Обично не се советува долготрајно локален кортикостероид да се генитално да се нанесува. Многу посоодветно средство е еден друг крем Елидел, тој е од групата на тие имуномодулатори, калциниурински инхибитори кои се употребуваат. Така да се работи за нешто што е многу ефикасно. Кај нас го има пимекролимусот, или така да може слободно да го користат до 3 месеци генитално, и тој во голем дел симптомите ги повлекува. Она што другото го истакна, кератозата во ред, таа не е некоја опасна работа, а за зрнцето на образот да се јави на доктор затоа што не знаеме што е. Така, тоа мора да се испита. Треба да се види што е. Пред да ги вклучиме гледачите, само да појасните какви симптоми дава лихенот во гениталната регија кај жените. Најчесто чешање, печење, чувство на дискомфорт, се страдаат пациентите од тоа многу и тоа ги вознемирува. Прво се сомневаат секогаш на некоја инфекција, оно што го зборувавме како вовед, и потоа заклучуваат дека се работи или за лихен симплекс хроникус, меѓутоа може да се работи и за лихен склерозус атрофикус, кој оди со склероза и со атрофија на слузницата. И има начини како тоа се третира, така да не се грижат пациентите, тоа може да биде значајно подобро, да се одржува во добра состојба и да немаат некаков дискомфорт животен во функционирањето, да можат нормално да функционираат. Ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Видете, сакам да го прашам докторот. Јас имам 80 години и сега пред 2 години, 24-та година, ми се појави доле на вагината како нешто бело, како јазикот кога е многу бел. И многу ме чеша. Бев на лекар, и на гинеколог, и на кожен лекар, и ми дадоа канестен 3 вагинално, ставав мачка по 2 пати на ден, по еднаш на ден, и тоа не поминува дури како да ми се лупи кожата. И сега до 16 мачка, од 16 престанав, бидејќи имав болки. Аха, поча и да ве боли таа регија. Сега имам закажано дури на 9 кај кожниот лекар, така на контрола, ама не поминува, не знам, тоа се шири дури на кечмарот.
И на кај анусната регија се шири. Да, на кај анусот. Професоре, уште некој прашање да имате ли, тоа е се? Некој друг проблем со шеќерот, да имате проблем или нешто, да диабет? Немам шеќер немам, не пием таблети за шеќер. Да, добро. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би можеле советувате? По описот, како што пациентката кажува, и јас како и моите колеги би се посомнила дека се работи за кандида, зашто тие бели наслаги се типични, да кажем, со тоа црвенило. Но доколку не поминува дадени се вагиналети, дадени канестен, дадени се одредени други антимикотици, предпоставам, тогаш треба да се ревидира терапијата, да се помисли на нешто друго, зашто често пати тие бели наслаги не се наслаги, туку може да бидат дел од лихен планус, да речеме, на слузницата, кои исто така дава тие бели просветлувања низ слузницата што се гледаат, што се должи на одредени патолошки процеси во слузницата, таа задебелување на тој гранулозен слој во слузницата кој доведува до тие бели флеки на површината. Така треба да видат колегите уште еднаш да ја ревидираат терапијата и мислам дека може да се решава, но што секогаш има едно правило, бидејќи не е легитимно да се посомневате и секој човек ви каже, јас на прво би инстинктивно така би реагирал. Но секогаш треба да се посомневате кога нешто не оди, гледате дека треба да ја ревидирате терапијата, да видите дали евентуално се работи за нешто друго, бидејќи медицината сепак е комплексна и не можете секогаш со клинички преглед од прва да поставите секогаш адекватна дијагноза, понекогаш потребно да се земе и биопсија, понекогаш е потребно да се земе препарат за да се види дали е габична инфекција, на вистина тоа едноставно се прави, така да нека отиде господјата кај колегата доктор кој се лечи, нека се направи една ревизија на терапијата и јас верувам дека проблемот ќе се среди. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте? Повелете. Да прашам докторот само. Поздрав до тебе, до докторот. Ви благодарам. Поздрав и до вас. Ја сум Ленче Начковска од Команово. Така. Искочи ми херпес на уста. Добро. Бев си мага, кажала не е опасно, но не може да се очисти. И да дадева ми масче с антибиотик, ништо не помага. Постојано го имате проблемот, не ви поминува херпесот на устата? Така? Молим? Не поминува херпесот на устата, така? Ако не поминува херпес на устата, тогаш не е херпес, не може да не поминува. Значи треба да се види што. Да прашам докторот. Да, што да преземете за да ви помине да се повлече херпесот на устата? Предпоставам тоа е прашањето, така? Да, ви благодарам за вклучувањето, повелете. Значи, прво, херпес, тоа е само лимитирачка херпес симплекс на устата, тој треба за некој период, да речеме, за недела дена да се повлече. За 7 дена треба само да има показател дека сте имале херпес, за 10 дена ќе немате ништо на устата, така да ако е нешто што стои перзистентно и не поминува, тогаш не се работи за херпес. Тогаш треба да се види што е, да проверат уште еднаш. Ако е на устата, треба да се види со дермоскоп да не се работи за нешто друго, ако прави како раничка или не поминува, да се види да не треба тоа да се отстрани, или да не е некоја сосема друга состојба која треба да се детектира што е. Така тоа не можам да го кажам, меѓутоа во секој случај херпес симплекс не може да не поминува. Тој може да се повторува, кај некои луѓе се повторува често, имате луѓе што имаат мака секој месец ќе го видите со херпес. Тоа не еден, некогаш и по неколку. Да, и по неколку изби. Ама да стои перзистентно во континуитет и да не поминува, тоа е невозможно. Така, значи дополнителни испитувања. Да. Неколку пати се спомена лихен во гениталната регија кај жените. Дали тоа обично се јавува кај повозрастната популација? Обично се јавува кај повозрастната популација, ама нема исклучок, може да се јави во секоја возраст. Во секоја? Да. Имам уште еден гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, одлично, повелете. Добар ден, може да го прашам докторот? Секако, само намалете го тонот на вашиот ТВ приемник. Имам брадавици, доктор Полинишка. Велго време ги носам, ми рекла да ги горам, а мене не става. Добро. Што може да направам, ако сакате да ми кажете? Сега ќе ви кажам. Ви благодарам за вклучувањето. Благодарам, значи тоа што ви рекле да ги горите, тоа е вака на народски сленг, еден се мисли на криотерапија, веројатно на смрзнување со азот. Тоа може да го правите, затоа што брадавици, ако се генитални брадавици или било каков друг тип на брадавици, тие треба да се отстранат механички.
Значи, тоа е една од методите која може да ја правите. Кај пациенти кои не сакаат да користат аблативен метод, може да користат дел од овие кремови, локална имунотерапија. Тоа е еден крем имиквимод и кај брадавиците се дава 3 пати неделно. Навечер се става, наутро се мие и се оди во период од 2 месеци така. Го даваме кај одредени други болести, може малку подолг период да се даде, меѓутоа тоа е начинот алтернативен, ако не сака со физичка метода тоа да се уништи. Потребно е да се зема и некаква витаминска терапија преку уста за да се заекне. Тоа е заблуда. Голем дел од пациентите земаат средства за поддршка на имунитетот, земаат одредени суплементи и јас не сум против тоа, нека си го земаат. Меѓутоа, сериозен доктор не може да му каже на пациентот дека од тоа проблемите ќе му исчезнат и дека нема да му се повторуваат. Кај жените во периодот на менопауза се јавува сувост. Што советувате како да се среди тој проблем, бидејќи и јадежот, непријатностите исто може да бидат поврзани со сето ова? Тоа е дел од тоа што го зборувам. Најдобра работа е да се користат локални емолиенти, тоа се лосиони, кои се користат за телото, може да се користат и за вагиналниот дел. Целата вагина, перивагиналниот дел да се со тоа измачка. Многу е важно да не се суши слузницата безсмислено со фреквентна употреба на шампони силни и затоа особено за генитална хигиена ние советуваме маслена купка, oil bath, значи маслена купка за која има на различни производители избора на пациентот која ќе се одбере, меѓутоа тоа е нешто што е многу подобро од обичните шампони, не ја суши слузницата, а тоа е зона која малтене секојдневно ние заради одржување на хигиена ја шампонираме, така да тоа е подобрата опција, тоа е превенцијата како тоа да не се повторува. Ако тие симптоми се засилат, тогаш може да се користи одреден имуномодулатор од типот на елидел, што го спомнав малку, за да биде подробно. Се разбира, има и други работи, локални естрогени некојаш може да се. Тоа сакав да ве прашам, дали локалните естрогени ги препорачувате, бидејќи сега во последно време многу се нагласува нивното значење. Јас ги пишувам доста и за некои други состојби, да речеме кај губење на косата кај жени, јас локален естроген во скалпот кој го во форма на крем, така? Во форма на гел е таму за што е коса, го нема кај нас на пазарот, зашто ние сме мал пазар, ова се сепак малку специфични лекови, меѓутоа може да ги набават луѓето што патуваат и тоа е нешто што може да се употреба, исто важи и за гениталниот дел кај што може да се употребува. Обично жените се плашат да не се абсорбира тој естроген во организмот, да не доведе до некакви проблеми. Но студиите и тука покажуваат дека е релативно безбедно. Може да доведе до подобрување, не може да доведе до проблеми. Се разбира, има одредени ризични категории на пациенти за кои не зборувам. Тоа се пациентки кои примале одредена терапија за одредени болести, други одредени канцерозни состојби кои ги имале, таму да се консултираат со онколозите кои ги водат, меѓутоа за здрав човек тоа е нешто што е сосема во ред. Мислам дали имаме време уште за хламидијата, ми беше концептот метната и накратко дали хламидијата дава некакви симптоми, таа инфекција што може да се јави кај мажите и кај жените, понекогаш да доведе и до стерилитет. Хламидија е една од болестите која е, да кажам, многу значајна заради тоа што она нема силна симптоматологија. Често пати може да биде малтена субклиничка или асимптоматска и заради тоа треба да се препознае, треба кога ќе се препознае да се третира, заради тоа што таа може да остави, особено кај жените, да остави последици. Она нема освен некоја дизурија, некое печење благо кое ќе го имате. Ништо типично. Немате нешто што ќе се сомневате, а се работи за еден интраклеточен паразит кој е доста значаен заради тоа што може да направи оштетување од тој тип кој ги зборуваме и тоа се детектира исто така, може серолошки да се направи детекција на таа болест и ако се пронајде, многу едноставно се третира. Најлек на избор е таму доксициклинот. Тој е антибиотик со една недела употреба, симптомите поминуваат. Кај пациенти што се алергични, има или кај бремени жени кај кој доксицилин не го даваме, има алтернатива која може да се користи, некој пеницилински антибиотик, амоксицилин или азитромицин, некоја се дава во единична доза од 1 грам, тоа се различни шеми, да кажем, протоколи кои постојат, но генерално хламидијата е многу значајна заради тоа што, за разлика да речеме од сифилис, за разлика од гонореја, за разлика од херпес што го зборувавме или кондиломи кои лесно ќе ги препознаете, сега лесно, ништо не е лесно, меѓутоа полесно може да дојдете до дијагноза. Дијагнозата на хламидија понекогаш бара време, понекогаш е проблематична
и заради тоа најдобро нема друг начин како да ја потврдите освен серолошки тоа да го направите со скрининг на пациентот на сексуално преносливи болести, помеѓу кои може да се провери и хламидија. Доколку едниот партнер има хламидија, а другиот нема, дали превентивно тој треба да зема некаква терапија? Прво мора да се ерадицира, да кажам, проблемот кај ако серолошки нема кај партнерот, не можете на здрав човек да дадете лекови. Да, некој сака бидејќи превентивно, да не се зарази. Ние правиме се луѓето, дури мислам некој и нелогични само третмани се правиме, што не е добро. Значи пациентот што е заразен треба да се третира. Треба да се направи скрининг на партнерот. Ако партнерот е заразен, и тој треба да се третира. Додека активна болест треба заштитно средство да се употребува, така наречен кондом. Она што е важно е да се после известно време направи контрола, рескрининг на пациентот за да се види каква е состојбата, за тој да може да се ослободи и да функционираат нормално. Тоа се прави обично после 3 месеци. Јас имам пациенти што после 5 дена ќе дојде тај доктор сега да правиме да видиме дали сум исчистен за 5 дена, серологијата не може да се негативизира. Значи треба да помине одреден период и заради тоа скринингот се прави после 3 месеци. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телмамбуланта и за бројните совети кои што ни ги упативте и ги дадовте на гледачите. Благодарам на поканата, со задоволство сум секогаш кај вас да се повторам уште еднаш. Задоволство е кога сте вие наш гостин. Се надевам дека повторно ќе се видиме во Телмамбуланта. Ќе им се заблагодарам и на гледачите што и денеска беа заедно со нас. Почитувани ви посакувам пријатен ден.